Министри, ја преземате оваа функција како екс-амбасадор на Македонија во најмокната земја во светот и во НАТО алијансата. Кои ќе бидат вашите приоритети во однос на одбраната и дали констатиравте одредени пропусти кај вашите претходници? Прво сакам да истакнам дека ми е чест што како министер за одбрана на Република Македонија ќе работам на тамошно зајакнување, напредување и реформирање на армијата на Република Македонија. Како и секоја организација, за да биде успешна, треба да има инвестирање во два елемента. Едниот елемент е човечкиот фактор и другиот елемент е модернизацијата и опремата. Како што истакнав, нашите војници и старешини се прилично добро обучени. Тоа го покажа со нивното учество во мисијата ISAF во Афганистан, во Ирак и на други места. Додека бев амбасадор во Вашингтон, со најпофални зборови се зборува за нашите офицери и војници. Ќе продолжам во ниво на тамошно обучување, да бидат уште подобри, бидејќи во животот ако перманентно работи на подобрување на вашите перформанси, ќе заостанете. Тоа е процес кој ќе ги опфати сите сегменти, процес кој ќе ги опфати актуелните старешини војници на тамошна обука, на тамошно зголемување на нивните знаења и познавања преку разни, не само учество во мисии, меѓутоа и обуки, заедно со партнерите од НАТО на разни заеднички вежби. Исто имав средба со деканот на Војната академија вчера, дека што разговаравме како и овој сегмент да го зајакнеме, за да можеме да имаме нашите питомци кои ќе завршат да бидат високо образовани и нивното образование да биде ценето и во армијата, меѓутоа и во општеството. А во вториот сегмент важно е модернизација на опремата, да има армијата средства со кои што може да ги извршува своите функции, тоа е гарантирање на мирот и безбедноста на Република Македонија и да може да учествуваме заедно со нашите сојузници во разни операции на секаде низ светот. Реално да не беше проблемот со Грција, веќе 6 години ќе бевме членка во НАТО, односно од 2008-та и самитот во Букурешт, но тоа не се случи. Во меѓувреме, вие минатата недела бевте со министерот Поповски во Брисел. Таму констатиравте дека не постои расположение од Грција да попушти во однос на нашиот прием. Оно што го спомнавте, јас бев во Афганистан и Ирак, тамошните старешини кои што беа со нашите војници, дали биле од САД или пак од Велика Британија, постојано буквално ги воспеваа нашите војници, кажувајќи колку се тие ангажирани, добро обучени, подготвени и слично. Но тоа е политиката, едното е политиката, ова е на терен ситуацијата. И Хејк повтори дека нема да има проширување на самитот СНВ. До кога со оваа статус, каква ситуација постојано фалби од една страна, од друга страна ништо не се случува реално? Видите, како што истакнавте, сите и во Брисел мината недела и за време на претходните мои средби, сите искажуваат констатација дека Република Македонија ги исполнува сите критериуми за да биде поканета за членка во НАТО. Тачно е дека 6 години ние тоа не успееме да го добиеме заради познатиот спор со нашиот јужен сосед. Меѓутоа, ако се соочувате со таква една појава, имате треба да работите паралелно во две насоки. Една да работите со соседот, со нашиот сосед со Грција, да се најде заедно прифатливо решение кој ќе го заштити идентитетот и дигнитетот на граѓаните на Република Македонија и паралелно да продолжиме со реформите, да покажеме колку сме спремни и понатаму за членство не само во НАТО, туку и во Европската унија. И на крајот овие реформи што ги правиме исто така и за нашето општество, за нас, да биде нашата армија посилна, да биде нашата економија посилна, да биде нашето образование посилно. Така да мислам дека треба да продолжиме и тоа што го правиме, што продолжуваме многу добра работа и ја како министер ќе продолжам со реформите во армијата со цел да биде уште подобра и посилна. Бевте, но дали се уште сте преговара за името? Премиерот Груевски и председателот најавија дека веќе чекаат да се вратите за да се консултираат со вас, но Нимиц најави посета на почетокот на јули. Ќе го пречекате ли? Прво што можам да ви кажам, кога разговарав со премиерот и кога преземав оваа функција, понуда за оваа функција, после половина час му се јавив на медијаторот Нимиц и го информирав дека Република Македонија останува посветена и спремна и го чекуваме да дојде во Скопје и Атина што е можно побрзо.
Преговарачот во секој процес игра значајна улога, меѓутоа тоа е еден сегмент од целиот процес. Преговарачот ги изнесува позициите на државниот врв и затоа секој од пресредбите со Немец, преговарачот доаѓаше, без да дали сум бил ја или некој претходен или некој виден, на консултации со државниот врв. Државниот врв е тука, имаме преседателот е реизбран, премиерот е презема функцијата, така да ние имаме капацитет да продолжиме со овие преговори. Дали ќе бидам ја или некој друг, тоа е помалку важно. Така. Дел од аналитичарите вашето назначување на функцијата министер за одбрана го протокува како делумно приближување кон САД, најмокната членка на НАТО, токму поради вашите скоро 2 мандата нели како амбасадор во САД, но и поради вашата функција преговарач за името, односно единствениот проблем кој што го имаме со Грција за влез во НАТО. Колку има вистина во сето ова? Прво, Соединетите американски држави секогаш биле значаен партнер за Република Македонија. И не случајно во 2008 година ја подпишавме декларацијата за стратешко партнерство и пријателство. Македонија развива соработка со Соединетите американски држави во повеќе области. Војната област, соработката во војната област е многу значајна. Она што зборевме е соработка со Националната гарда во Вермонт. Наши војници беа целосно инкорпорирани во американските војни единици во Авганистан. Меѓутоа соработки во другите области, како што е образование, наука, култура, здравство и така натаму. Овој приоритет ќе продолжи на Република Македонија и јас како министер за одбрана ќе придонесам за оваа соработка уште понатаму се развие. Армијата и натаму, според сите испитувања на јавното мислење во Македонија, останува институција со најголема доверба кај граѓаните. На што се должи според вас? Прво да ви кажам, сум горд дека граѓаните имаат голема доверба кон армијата Република Македонија и тоа воедно е и обврска за мене и за началникот на Генералштабот да продолжиме со активностите да армијата и понатаму ја има довербата на граѓаните. Тоа се должи на неколку сегменти. Армијата прво се покажа во своето учество на мировните мисии во светот како можна способна. И јас, сигурно граѓаните наши слушна, која преземав должноста министер за одбрана, сподели со председниците на армијата дека бев горд кога во Вашингтон ме повика еден пријател од Белата куќа да ми кажи дека македонските војници, кога американската амбасада беше нападната, ја бране американската амбасада и дека ми изразија големо задоволство од тоа што македонските војници како постапиле и како се однесуваат. Исто така, армијата на Република Македонија е со граѓаните, им помога кога се во одредени непогоди и секој тоа дека граѓаните го ценат. Благодарам што бевте гостин во Дневникот на Алфа и ви посакувам да го остварите сето на зацртано. Благодарам и поздрави.